Производителите на индустриско јаболко, кои својот род ќе го предадат кај регистриран откупувач најдоцна до 25 декември по цена не повисока од 5 денари, ќе имаат можност да добијат субвенција од 3 денари по килограм. Ова е одлуката што ја донесе владата пред 3 дена, со која Министерството очекува да им оди во прилог на производителите, особено на оние овоштари кои имаа проблеми со родот поради временските непогоди. Именно поради направените штети од градот, економската вредност на родот е намалена и истиот може да се употреби исклучиво за индустријска преработка. Поради тоа, проценките се дека поголема количина на индустријско јаболко нема да може целосно да бидат преработени во преработувачките капацитети. Затоа, со цел да се овозможи откуп на целата количина, од владата велат дека одлучиле да се воведе оваа нова субвенција од 3 денари за килограм за производителите на јаболко кои ќе го продадат родот кај регистриран откупувач. Мерките за овоштарство ги најави ресорниот министер. Овој период бевме насочени да носиме постојани мерки и политики, како што кажав, и во овој дел. Фиксно ги зголемивме субвенциите минатата година, уште во првата година од мандатот 10% беа зголемени субвенциите за одржување на овошни насади по хектар. И тие ги добија буквално сите оние кои што аплицира. Оваа година носевме нови мерки и политики. 20% се зголемени субвенциите за сите оние производители земјоделски стопанства во делот на овоштарството кои што се во развојна категорија, кои што имаат од 1 до 5 хектари. Наместо 33.000 оваа година добиваат 39.600 денари зголемени субвенции. Со програмите уште во првата година од мандатот од програмата од 2018. Ке споменам само две. Тоа е мерката преку која што за реконструкција на овошни насади, особено кај јаболката. За промена на асортиментот се добива поголема субвенција од 9.900 денари. Тоа се дополнителни мотивирачки средства за земјоделските стопанства за да го подобрат своето производство. Воведовме нова мерка преку која што за преминот поледелски во повисоко доходовни култури, односно преку промена на самата култура, односно доколку направите промена на асортиментот односно на производството од поледелство во овоштарство, во лозарство или во градинарство, добивате во следните 5 години 30% зголемени субвенции. Оттаму додаваат дека дополнително во годинешната програма за субвенција за предадено овошје во преработувачки капацитети за овошје е зголемена од 2 на 3 денари за килограм. Оваа нова субвенција е 5-та мерка која Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја носи за овоштарството. Овие мерки се дополнително мотивирачки за развој на овоштарството, односно производството на јаболка, сметаат од Министерството за земјоделство.